Филозофскиот факултет во Скопје е пуштена првата бесплатна Wi-Fi зона како дел од проектот на Министерството за дигитална трансформација. Интернет има во аулата, администрацијата и амфитеатрите, а наскоро и во предавалните и кабинетите. Министерот Стефан Андоновски и деканот Оливер Бакрески потпишаа меморандум за соработка и истакнаа дека целта е полесен пристап до информации и намалување на дигиталниот јаз меѓу студентите. Министерството за дигитална трансформација планира ширење на бесплатниот интернет и во други факултети и студентски домови, особено во градови како Охрид и Битола. До сега се издадени околу 40.000 ваучери за електронски уреди, од кои половината се искористени. Самостојниот синдикат на вработените во клиничкиот центар Мајка Тереза предупредува дека јавниот здравствен систем е ослабен затоа што приватните болници преземаат дефицитарен кадар, создавајќи притисок врз клиниките во кои државата вложува години. Бараат механизми што ќе го спречат откупувањето од ценастручните работници и ќе ја заштитат стабилноста на јавните установи. Паралелно, тие реагираат и на најавената реформа за обединување на клиничките центри и болниците, посочувајќи дека кадровските решенија мора да се носат со јасна стратегија. Загрижува и непотпишаниот анекс договор за заедничките служби, што создава неизвестност и демотивација кај вработените. Синдикатот бара итна реакција од институциите и најавува активирање законски механизми ако проблемот продолжи. Пензионерите од целата држава денес протестираа пред Уставниот суд во Скопје поради најавеното укинување на линеарното покачување на пензиите. Бараат линеарното зголемување да продолжи, бидејќи процентуалното, велат, носи само 600 и 700 денари и ги остава без средства за основни потреби. Представникот Зоран Трајков нагласи дека јазот меѓу најниските и највисоките пензии расте и дека пензионерите се жртви на транзицијата. Најавија нов протест на 10 декември и пред канцеларијата на Европската унија со барања за К-15, зголемена посмртнина и пензионерска картичка. Спорниот модел е пред Уставниот суд по иницијатива на судијката Добрила Кацарска. Гувернерот на Народната банка, Трајко Славески, беше во работна посета на банката на Англија во Лондон, каде одржа средби со гувернерот Ендрю Бејли, главниот економист Хју Пил и заменик гувернерката Сара Бриден. Посетата имаше цел да ја засили билатералната соработка и да се разменат експертски искуства со една од најзначајните централни банки во светот. Славески го посети и трезорот каде што се чуваат македонските златни резерви, со акцент на процедурите за нивно чување, сигурноста и можностите за пристап до лондонскиот пазар на злато. На средбите се разговараше за монетарната политика, економските предизвици и технолошките иновации во финансискиот сектор. Посетата е дел од неговото најавено ветување да направи увид во златните резерви. Државниот пазарен инспекторат најави засилени контроли во кафеаните и кафулињата за време на новогодишните забави. Инспекторите ќе проверуваат дали се почитува дозволениот број на гости, работното време, како и одредбите од Законот за заштита од пушење и другите прописи. Од инспекторатот апелираат угостителите да постапуваат совесно и да ги почитуваат правилата, предупредувајќи дека за секое непочитување ќе следуваат мерки и санкции. Граѓаните се повикуваат да пријават неправилности на бројот 191 или преку веб-страницата на Државниот пазарен инспекторат. Анкетата на Инфостуд покажува дека платата е најважниот фактор при избор на работа за 66% од работниците во Србија, а повеќето очекуваат месечен приход меѓу 730 и 1330 евра. Меѓучовечките односи се втор најважен елемент, а околу 1/3 ја вреднуваат рамнотежата меѓу работа и приватен живот, како и можностите за напредување. Слични трендови има и во регионот. Во Хрватска платата е клучна за 74% од луѓето, додека во Македонија и Босна и Херцеговина доминира важноста на меѓучовечките односи. Минатата година, секој трет работник во Србија ја сменил работата, а 59% планираат промена во следните 12 месеци. Очекуваните просечни плати се највисоки во Хрватска, а најниски во Босна и Херцеговина. Следната година почнува изградбата на гасоводот Јужна интерконекција, проект вреден 270 милиони евра, што ќе овозможи американски LNG од хрватскиот терминал на Крк да стигнува во Босна и Херцеговина. Гасоводот ќе биде долг 243 километри, 74 во Хрватска и 169 во Босна и Херцеговина, со капацитет до 1,5 милијарди кубни метри годишно. По долг политички спор, договорено е американска компанија да го гради и управува системот, решение прифатливо за сите страни. Босна и Херцеговина планира и алтернативни извори на газ, како Азербејџан, преку идното поврзување со Јадранско-јонскиот и Трансјадранскиот гасовод. Рускиот председател Владимир Путин потпиша декрет што им овозможува на кинеските граѓани да влегуваат во Русија без виза и да останат до 30 дена, се до 14 септември 2026 година. Мерката важи за туристички, културни, научни, економски и спортски активности, како и за транзит, но не важи за лица кои доаѓаат да работат, студираат или вршат новинарска дејност.
Одлуката стапува на сила веднаш. Истовремено, Кина веќе воведе пробен 30-дневен безвизен режим за руските државјани, кој важи една година и се однесува на туристи, бизнис патници, хуманитарни посети, роднински посети и транзит. Бројот на жртви од катастрофалните поплави и лизгања на земјиште низ Азија надмина над 1000. Најтешко се погодени Шри-Ланка и Индонезија, каде армијата е ангажирана за спасување и помош. Силните дождови минатата недела предизвикаа огромни поплави, ги отсекоа селата и оставија стотици исчезнати. Во Индонезија загинале најмалку 469 лица, во Шри-Ланка 334, а во Тајланд 170. Шри-Ланка прогласи вонредна состојба и евакуираше 148.000 луѓе, додека Индонезија се соочува со раселување на речиси 300.000 жители. Председателите на двете земји ветија обнова и побараа меѓународна поддршка. Поплавите се најтешки во регионот во последниве години и потсетуваат на разорните катастрофи од минатото. Во Македонија годинава се регистрирани 38 нови случаи на ХИВ, СИДА, што е значително помалку од лани, намалување од над 25%. Ова представува 2,1 случај на 100.000 жители, што е пониско од европскиот просек. Најголем дел од новите случаи се во Скопје, а останатите се распределени во 14 други градови, меѓу кои има и еден странски државјанин. Забележани се и 8 смртни случаи поврзани со СИДА. Од новорегистрираните лица, 37 се мажи и само едно е жена, со просечна возраст од 35 години. Речиси 3/4 од новите случаи се меѓу лица на возраст од 20 до 39 години. Од 1987 година до денес се регистрирани 726 случаи на ХИВ, СИДА во земјава, а 32% од нив во последните 5 години, што укажува на постепен раст. Вкупно 138 лица починале од последици поврзани со СИДА, но со современите терапии стапката на смртност значително опадна. Глобално, ХИВ и понатаму представува сериозен здравствен проблем, со над 40 милиони луѓе кои живеат со вирусот и повеќе од 630.000 смртни случаи само во 2024 година. Сепак, благодарение на современите третмани, ХИВ денес е хронична, но контролирана состојба за многу пациенти.